Платежната сметка со основни функции е една новина која што произлезе од Законот за платежни услуги и платни системи, кој што стапи на сила 1 јануари 2023 година. Оваа сметка не се разликува по своите функционалности од така наречената, да кажеме, обична платежна сметка. И таа им овозможува на граѓаните, доколку ја користат, непречено да ги извршуваат своите плаќања, да уплатуваат готовина, да исплатуваат готовина, да ги плаќаат своите трошоци, комунални давачки и така натаму, но исто така нели да извршуваат плаќања со дебитна картичка на физичките места и на интернет продажните места. Она што оваа платежна сметка со основни функции разликува од така наречената обична сметка е висината на надоместокот. Со закон е ограничена на 0,1% од подвижниот просек на месечно нето исплатените плати во нашата земја и актуелно тоа е некаде околу 37 денари. Со оваа платежна сметка со основни функции граѓаните може да подигаат готовина непречено кај банката, на шалтерите, на банкоматите, може да ги извршуваат плаќањата, но исто така имаат право и на 5 бесплатни плаќања, така наречени кредитни трансфери во рамките на банката, доколку нели сметката е на корисник во рамките на истата банка. Оваа платежна сметка се отвара исклучиво во денари и на неа не може да се оди во така наречениот минус. Секој граѓанин кој што сака да ја користи оваа платежна сметка со основни функции може да поднесе барање до банката или пак може да ја трансформира постоечката платежна сметка со едноставно барање. Постапката е лесна, едноставна и навистина платежната сметка со основни функции има за цел да допре до една поширока популација. Во оваа смисла законот предвидел една одредена дополнителна категорија на корисници на законски права за кои што платежната сметка со основни функции е и без надомест. Тука би ги набројала само неколку, на пример корисниците на законска издржка, додаток за дете, учениците и стипендии и студентите се една исто така опфатена категорија како корисници на кредити, на стипендии и друга помош, понатаму корисниците на доместок за невработеност, евентуално некоја здравствен надомест и слично.